96% од луѓето даваат еден одговор. Зашто он станува сабајле од спиење, Не знае да ти одговори. Луѓето се несрекни во денешно време затоа што немаат мечти, немаат цел. Сака да создаде нешто, ама му е убаво да си спие, да си блее пред телевизор и ништо да не прави. Сака секој ќе ти кажам како си го замислил животот. Ама ретко кој е спремен да ги засука ракавите и за истото да се помачи. Сите ние у животот имаме некаков пат. Сега, како стареш, некој потежок, некој полесен. Не, сите име тежок, брат, види сега. Тежината е релативно, зависи од искуството. Мене тоа што ми било тешко пред 10 години, денес него ни рачунам, ми е секојдневие, така да границите сам си ги поместуваш на тоа што е тешко. На некој можда му е тешко да направи нешто што ти на дневно ниво правиш 10 пати поголем, повеќе постресни ситуации и не ги доживуваш со стрес. Така да и стресот е релативна работа. И стресот е навика. А и друг проблем е што после толеранцијата и телото го учиш на стрес, што ти не го осеќаш, а телото се бори со тој стрес. Па затоа после ќе ми кажеш дека другарка ти кога отишла да се избања у Драва или каде и да беше таму у Дрина, од кој ги средила работите, извадија на носилки. Па затоа се умира, затоа што ти од кога ќе се навикнеш нон-стоп под стрес, после не можеш одма да се олабаеш. Нема, па ја зашто ти кажав, мора тензија. Без тензија ништо. Сега ако се олабеш, отиде по стек. Ние како евреите, по едно камче забајле у кондри, знаеш тоа, бенјаки, секој забајле камче си ставале, кога го прашале, зашо ме вика Рабен ти камче се ставаш у ногите, у чеблите, секој забајле, ово вика, слушај, у денот мора да имам проблем. Вака барем знам што ми е проблемот. Да не ми дојде некој непознат што треба да го решава. И тоа е факт. Ама иначе види, јас тоа истото што го кажуваш ти, го имам видено, смисол, сега имам внучиња од сестра ми, мали деца, големи синови, керки. И се седиш и гледаш дека овој се нервира исто, овој колку што се нервира за испитот, овој се нервира коцките што не може да ги склопи. Јас се нервирам што не ми потпишуваат договор. Чекај ме, вика, малце полека. За неговите коцки ја нема да се нервирам, ама коцките негови, за него се врвот на светот. Па тоа тикам, за секој толеранцијата на стрес, според искуството, е различно. Искуството... Не само толеранцијата, него и како го дожива. На некој му е стресно, на работа му се развикала таа надредена што му е. Да, разбираш ти тоа. Види, тоа зависи и од силите на луѓето. Луѓето ние нас взаемно. Нас не учеле цело време и не програмира, ти кажам моje мислење. Човекот никогаш немал толку слободно време како суштество во историјата, од ова што ни е запишано, не знаеме претходно цивилизации, како што има сега. Значи можеш да замислиш дека нашите прадедовци требало житото да го насадат, да го соберат, да го однесат ова воденица да се измеле, па да добие брашно, па да го даде на бабати, па таа да го меси, па да добие леп. Татко ми бил у ситуација нашите родители да го купат брашното, да нашите мајки го измесат левот, ти си се у ситуација да го купуваш готов. Тоа значи дека 2 сата у денот ти си слободен. И човекот има вишек време. Човек што има вишек време е проблем. Сите цивилизации пропаднале кога дошле на ран кај што луѓето им имаат вишек време. И кога човекот не знае што да прави со времето, а 5% се паметни, 90% толку им трча, тие 95% се најголемиот проблем. Они што не се ангажирани, едино што им текне да прават глупости, да не прават ништо, да го драпаат системот, инвертен да го направат наназад. Оти нема логика, е историски податок е ова. Пази, Рим пропаѓа од остроготите, ама на римската покрајната Италика, каде што била основата на Римското царство, 260 години, од каде што се сите легии кои ги победиле македонците, персијанците, картагините, галите, 260 години војници не собирале. И тие станале ко нашиве овие шарениве се што се шетаат по улица, разбираш? И тој не дај Боже, тој сам ќе се утепа, тој не треба ти да го утепаш. Нема он цел веќе во животот. Пријателче мој кој ќе се препознае, керка му студира психологија у Виена. И си правиме муабет ние
досадно ни е на стари години, нормално, муавет си правиме. И вика, керка ми има податок од незиниот факултет со последната анализа дека луѓето се несрекни во денешно време затоа што немаат мечти, немаат цел. И ние разговараме со него. Викам, добро бе, брат, па како би имале цел пред 100-150 години? Која мечта ја имал некој кој живеел у Турско пред Османлиско пред Илинденско востание? Ама тогаш доаѓа еден друг податок. После Илинденското востание, Франција праќа 2000 анкетари на територија на Европска Турција, тогашна, да го анкетираат народот. Едно од анкетните прашања, нели, кој си ти, како се осеќаш, оти тоа сега големите националисти, македонци, бугари, срби и така дале, пред 150 години не знае што се. Не знае дека се рисијани, бидејќи беа раја кај осмалиите. Тука завршуваше приказната. Сега станаа големи патриоти кои не знаат дедовците како би се викаат, али знаат за Александар пред 3000 години што правил. Тука е проблемот. Океј, прателе французиве луѓе да се шетат по народот и знаеш ли кој е податокот кој е фрапантен? 96% од луѓето даваат еден одговор. Значи, кои се твоите мечти го прашува? Знаеш што му одговориле? Да преживеам. Значи, он секој ден се бори да преживее, да не го заколе некој, да не го тепа, да не му изеде животно, да има леп да јаде. Да преживее. И он цел ден е под стрес, брка напред. Тој нема време да размишља човекови права. Тој нема време ЛГБТМљ, шарени знамиња, демократија. Он нема време да размишља за тоа. Он гледа само да се најде. И тоа е обичниот народ. Оние што требало да мислат, океј, мислеле и тогаш. И тогаш мислели и сега мислат, тие 5% секогаш мислат. Али проблем во денешно време, обичниот народ остана со вишек време, а нема цел, нема мечта, нема сон. Било кој, тоа е најголемиот проблем, 99% да прашаш која е поентата зашто он станува сабајле од спиење, не знае да ти одговори или ти одговори на база на тоа да купи одредена кола, да отиде на одредено место, што тоа не е мечта, тоа е материјална некоја краткотрајна цел. Да си купам кондури не е мечта, мечта е да постигнам нешто во животот, мечта е нешто кон кое нонстоп ќе се движам. А и другиот проблем од тие 3%, он може да има мечтата, ама не ќе да ја даде работата за тоа. Знаеш, сите сакаат да создаде нешто, ама му е убаво да си спие, да си блее пред телевизор и ништо да не прави. Али мечтата му е тоа и излага на празни муавети. И ретко кој стварно стои позади тоа што сака да го прави, пошто ја и тоа и сам сум приметил, јас сум се преиспитувал. Целта ми е ова сакам да ја постигнам, ама универзумот на некој начин те преиспитува дали си ти способен за тоа со сите тешкоти што ги... И дали во тој временски период, дали на тој начин. Ние се што сега правиме, факт е дека не беше разговарано до едно, дури најсулудите работи. Се беше некојаш разговарано. Некојаш ни беше она као нафрлено можеби. Од YouTube канал телевизија емитување, до продавница суплементи, до ширење надвор од државата. На Србија ни беше непознат поим, ние Србија не рачунаме, не Србија, Европа, Америка, кај сакаш ставаш маркет, преш, фулфилмент, зимаш, значи чекори што у тоа време и сме ги мечтаеле теоретски, ама ти биле недостижни. И не сме можеле да ги замислиме, се пута 10 од тоа сме го постигнале за X време. Па види, сега вака, ја мислам дека си во право, го делам твоето мислење. Прва работа, имаш многу малку луѓе што мислат и се спремни да се жртвуваат. Од друга страна, тие има луѓе исто што мислат што не се спремни да се жртвуваат. Луѓето во денешно време сака другите да им ги решат проблемите. Нема човек што не знае што сака. Јас мислам дека било кого да го прашаме што сака, секој ќе ти кажам како си го замислил живот. Ама ретко кој е спремен да ги засука ракавите за истото да се помачи. Они очекуваат другиот тоа да му го направи. И тоа ти е односот и во партнерските односи денес. Машки, женски, машки, во бизнисот. Сите сакаме да направиме бизнис, ама друг да се мучи и да ги делиме парите. Сакаме да бидеме у партнерство во кој ја да ја косам тревата у дворот, ама и сам да си ги бришам џамоите дома. Тоа е проблем. Ја немам дупло време, јас... Па не, тоа е главниот проблем со се. Значи, тоа е една работа. Луѓето не сакаат да имаат одговорности. Втора работа,
Ние сега почињаме многу работи да ги разбираме што претходно никој не учел, никој не ни кажувал како тоа функционирало. Буквално живееме во општество и во обкружување на несрекни луѓе. Да ти кажеме на факт, ама ќе се згазиш од смеење. Сите се со дечковците и со девојките, со жените и со мажите кои ги сакаат. Ама ако дојде Ѓурџевдан, која строфа најгласно е пеат, нисам со оном кој е волема. Разбраш што сакам ти кажам? Значи, таа рика сите, чекај, секој има нешто што не го постигнал во животот и го ќути. Оти сите ние сме направили нешто од кој не се гордееме од една страна, сите, јас, ти и едно мало дете од прво деление. И тие што ќе не гледаат. Само никој нема тоа да го признае. Најголемата доблест е сам да си признаеш, овде изедов. Пип. Ќути сега, ај ќе го заборајме, ама памти друг пат да не го направиш истото. Оти проблемот е оние што грешат, каде грешат? Абе се заебав, ама види, нема поголема глупост од упорност на праење глупости. Оти упорноста е врлина ако менуваш начини на кои го бараш решението, ама ти на ист начин да правиш ист експеримент во исти услови и да очекуваш резултатот да ти е различен после 10-ти пат, дечко, ти си за преглед, мислам. И затоа во денешно време има психијатри, еден куп. Не можеш да закажеш психолози колку сакаш. Луѓето на првата пречка и општо јас знам и со било кој ќе зборам, па тоа е. Нема па тоа е. Знаеш, си се помируваат со фактот. Нешто нема, па тоа е. Нема па тоа е. Особено ова денешно време ми се гади од тоа па тоа е. Се има, буквално светот можеш да смениш ако сакаш. Јас сум имал и гнев према сам себе што сум си допуштал така лесно да се откажеш. Не, си морал, ке дошол, не знам, Петко на власт, ти пушти инспекција и те малтретира, лечат фрустрации на тебе идиоти, после дошол, не знам што, на тој му текнало се вака утре така, ти бизнисот ти пати ради тоа, пошто ни тој не знае зашто тоа го решил, и на некој начин морало. Сега, ова кај што идеме и знаеш, со скромно сум се задоволил. Па сега више задње време не сум скромен. Сега све сакам. И све ќе постигнам. Ама не се работи дека морало, него едноставно системот бил таков. Ние живееме во систем во кој луѓето се запослуваат државно, па дури и приватно. Ова си ти сведок. Сме отишли ние во приватна фирма да разговараме за договор. Договорот го подпишуваме, менаџерот вика за мене колку. Чекај бе, пријател, ние подпишавме договор фирмата колку ќе има процент. Дали си ти вработен во фирмата? А ти не разговара со газдата, ти разговара со некој негов менаџер. Па ти денес на оној што ти дава имотен лист у катастер или извод од матична книга на родени, не бож да не му дадеш 500. Па по закон 2 месеца ти има да чекаш, ке треба да ти дадат извод од умрени додека ти го дадат извод од родени. Затоа што он тоа го рачуна као платата ми е сигурна, сега јас да заработам екстра. Тоа дали у болница. Пази, идам на контрола во државна болница и портирот ме праша кај одиш, барам нешто. Да те однесам, сакам. И ме носи до таму, еве ти го вика. Оти тоа е лавиринт у државна кој ќе влезеш, посебно тој ургентен центар. Ти не знам како се снаоѓаат тие. Појма немам, ја може глуп сум. Не се мислам, за да се снајдам треба да изгубам време. И портирот знаеш што ми вика? А се едно кафе да частиш бе? Кога портирот дојде кафе да ми побара, затоа што ме однел до таму до кај што треба, а тоа му е работа, докторов што да ти рече? Логично. Све иде наопачки. Зашто? Затоа што луѓето никогаш не сакале да работат. Луѓето секогаш биле мрзливи, они работеле затоа што морале. Он имал мака. Он не кел да работи. И сега примети. Пред короната и после короната. Што ги научи короната луѓето? Дека може да седам и мене некој да ме рани. О, шубаво. Па ти не, пред короната ние не функционира. После короната, мислам дека цел свет не функционира. И тоа не е само кај нас. Германија, Бугарија, кај никој мајсторе, ти го молиш да ти заврши работот кој он треба да земе пари, тоа е ненормално. Тоа се со здравиот разум се судира, не ти е јасно што се случува. И сега ти мора да се адаптираш. Инаку. Колку пати не прашале како стигнавте до тука? Мене ме прашале.
Мојот одговор е прост. Тој што не ќе најде изговор. Тој што сака ќе најде решение. Значи, не е моје да барам изговор, тоа е. Толку е. Така е. Што ни вика кога отваравме Србија? Што ни вика кога отваравме Бугарија? Невозможно, никој од Македонија не излегол таму. Зашто никој не пробал. Да. Ние имаме ли фирма во Бугарија и работиме во Европа и во Америка со истата? Да. На било кого Македонија да го прашаме како фирма да отвориме, што ќе рече невозможно е тоа. И сите имаат мислење дека е невозможно. Да, тоа си еден муабет, еден го пуштил до чул од Петко на Станко пренесен и тоа од колено ко на време приказнено, знаеш како? Баш така. Тоа не. А не пробал. Ази, он не пробал, не видел, не знае. Не знам, со Господ напред. Треба да мислиш, да гледаш, да се бориш. Главен проблем и сите соработници што не били и све што бркаш, ретко кој стварно сака нешто да направи. Со сите ти на првиот, вториот состанок се договараш све супер, ова ќе правиме, така ќе правиме. Првата препрека или првиот тежок момент и сите потфрлаат, гледат како може полесно. Ние ради таа истрајност и лудост, можам да кажам, со сите препреки што ни се десија, ги надминуваш и стигаш до се, и тоа е тоа што ти викам, тоа ти е тест од универзумот колку си спремен да постигнеш. А си приметил една работа. Сите што соработуваат со нас, никој не има еден феномен. Никој не се откажува кој е тешко и на почеток, кога ништо не сме видели. Првите пари ли ги види? Урда, малце. Да. Класично ѓупската. Циганот кој му дале урда, бидејќи бил гладен, јадел се наел. Немал што да прави, уште има урда. Почнал по лицето да е мачка. Уште има урда, па на газот почнал. Он почнал да не знае што да прави веќе. Оден не знае како да ја употреби. Ниеден од тие со кои имаме работено не покажа, ето е феноменот кој јас не го разбирам. Како може надзорот кога нема ништо, кога ништо не е сигурно за да појдеме, да сите се тепаат, првиот момент кога ќе се види некаков резултат, минимален резултат, малце ќе види добро, место да дојде до целта, он вика, ова е топ, супер. Тој дел не можам никако да го разберам. За тоа пропаѓаат, пошто тоа е топ, ако не го одржаваш и не идеш напред, трае Икс време, додека не е времето ќе ти изгази, па така е. Оти времето е... Тоа е зашто сите само за пари гледаат, тие пари тотално не ме занимаат. Ти имаш цел кај што идеш да ја постигнеш, ако те занимаат пари, па ние со оваа мука да сме отишли у некои фирми и со волку труд, да, пример. Колку тешки моменти имало кај што уште те заглавил ојле, дојле, пошто таква е државата, само се задужуваат, ветуваат, крадат и што све не прават. Немаш систем, немаш одговорност. Ти во нашата држава ти џабе имаш пропаднала фирмата, па тоа е, и отиде. Тебе ти дужеле икс сума на пари што моментот ти биле клучни твои пари, твои ликвидни средства. Не ја зборам машта овакво. Па она ланци на маркети, тоа не плаќаат, ова е срамота оваа држава. 120 дена. И не ти плаќаат, јас знам и претходно, не ти плаќаат. Ти ако не си фирма некоја за дистрибуција да ги снабдува со 500 продукти и да ги уценуваш унутра, они нема да ти платат, затоа пропаѓаат и сега ќе биде тек тепачка која влагаат светски ланци. Види, 120 дена, ама него календарот му застанал. 120 дена ти си броиш, ама он уште не требал да брои. И они све со туѓи пари си работат, односно со твоите, и после си ги рачуна ко негови. Исто и ко со поштата, и ко со сите биле проблем. Он со твојот промет го земал, он више у джеп негови се. Тоа се вика бит пазар математика, каде што бит пазар математика сите го употребуваат, ама има дефиниција за бит пазар математика. Купуваш нешто за 100 денара, го продаваш 300. 150 одма ставаш у джеп. Одма. Со 150 ако купиш нов производ и платиш вработени трошок, добро, иначе 150 твој. Има еден лик, да не го именувам, имаше на време па долар, еден Топшоп, не Топшоп, него, па да, Топшоп, ајде, на телевизија дури продаваше, драмбули и шо и да продаваше. Ону денот си го броеше прометот дека се негови пари. Тоа што вработени нема 2 месеца плата, тоа него не му беше битно и затоа пропадна кој што пропадна. Да. Затоа и фирми дужат фактури не плаќаат, ти да ги видиш, ти успешни работат сите, а да отвориш
сметката, дужат пари на сите можни добавувачи. Ама, Филип... Тоа е и со маркетите проблем, ланците, што се случуваше? Мајде се да трнеме по една... Он го земал прометот Му е си го гајле. рачува... Он си вози бенки. Да. Види, има една работа тука. Прва работа, никој не прави никаква иновација во нештата. Маркетите како работеле во време на Славија, Центро и Земпромет, продолжија да работат. Поштите како работеше Македонска пошта на времето како единствена во државата, имаше подобар систем и распоред, барем пошторот се знаеше дека од тоа село и го знаеше и баба Мара, и дедо Цветко, и Агим, и Ајша. Дошол пензијата, имаше однос некаков и стигаа работите. Ти, пази, во испораките да земе. Од првата испратница што ја направи Делко, иако прва пошта се рачуна карго, ама карго беше, носи ствари од тука до таму, после пошта, приватна пошта. Делко беше, Бог да ги прости, нели, бидејќи ние сме толку... Па да, ние сме развиена држава која тие 35 години немаме еден бренд. Да. Ние немаме бренд кој овие 35 години опстои. Ако прашаш некој Македонија кој има бренд, тој ќе ти каже Седмица. Немам ништо против Седмица. Ги познавам луѓето. Попов ми беше школски, од друго оделение у Песталоци. Во Ред знам кога се отвори Седмица. Пред Седмица беше Камел, па беше Ким и така дале. Ама, чекај бе другар, 35 години држава имаш, тебе сендвичарата ти е бренд. Каде е Функо? Ете ти. АМЦ, Риверсофт, да ги броиме, Бујото. Кај се Бујото? Дом дизајн. А и брендови други што излегоа, не знам, Пилко, Милко за јадење, кај се брендови? Ги снема. Кај Брилијант за зејтин? Па не може зејтин да не трошим у држава, да му се припне. Значи, вази, брендови ги снема. Како тие фирми за 35 години пркнаа и паднаа? Да не правиме муавет за нашите големи газди кои дојдеа од надвор со надворешни пари. Оти ние, како да ти кажам сега, да не ги спомињаме луѓето глупости, ама како ние не успеавме да направиме 35 години ништо? Како тоа бевме Македонија, 91 година кога се двои од Југославија, индустријска база има подобро од Грчка. За бугарите да не правиме муавет. Постарите памтат дека камионите со жито седеа пред жито лукс да им дадат жито, нема леп да јадат. Албанија која броеше за држава? Албанија не ја броја, 93 година прв пат семафори им донесоа, човек семафор немаа да видат. Каде отидоа тие сите, каде дојдовме ние? Имавме еден пат братство единство, ќе влезеш у Табановци, ќе излезеш на Богородица, се имаме ринкроут околу Македонија. Ти Ниш, сакаш десно преку Косово, Албанија, да идеш покрај морето до Јарина, сакаш лево преку Благоевград, Кулата, у Солун. Нас можат да ни стават у Македонија жица една и да речат циркус. Дојди тука резервата, видиш како преживуваат. Значи, каде ги потрошивме 35 години? Дојдоа луѓе, имаше газди, имаше луѓе кои, пази, 90 години Македонија произведува автобуси, прави шински возила, сијалици, не знам што се не правевме, што не ми текнуе сега, немаше нешто што моливи пенкала, фрижидери, пегли, све у Македонија се произведуваше, вака смешно ти изгледа, ние ништо не произведуваме сега. Ние немаме, ништо немаме сега, фабрика за моливи немаме у Македонија. Значи, каде 35 години, каде отиде потенцијалот на народот и на економијата? Попапала маца. Луѓето се научија, лежи лево да те јадат. Државна администрација имаше 45.090 година, сега имаш државна администрација 300.000. И тие истите 300.000 менјаме име, презиме, крвна група, све што треба само плата да земе. Нема гајле, он дига два прста и идемо далje, вози. Тоа не е ни државна администрација, тоа ти гласачка машинерија. Го гледам на подкастот, ној дошол, не е битно на која институција, вика, ја ги фаќам дека они си направиле банди, вика. 6 луѓе идат договорени, еден доаѓа у денот. Денес еден за 6, оваа недела јас доаѓам на работа, за шесторица ве куцам. Утре ти, заутре ти, и ние секој работи по една недела, мислам, работи. Таму се нешто прави, влегол низ вратата и излегол. У исто време. Значи, како стигнавме ние до таму?
Македонија 25.000 квадратни километри, 32.000 квадратни, 25.000 квадратни километри брдовита држава. Кога ќе ја растегнеш вака, има повеќе од 47.000 квадратни километри, рамница да ја направиш. Холандија има 37.000 квадратни километри. Холандија е економија број 1. Ние патлиџан увезуваме, патлиџанот што го купуваш не е македонски, пиперката не е македонска. Све што не правиме, 72% од простор не ни е направен. Луѓето ни се у апатија, сите бегаат, никој не сака да работи, не сака да се поти, не сака да се замара. Никој ствари ништо не сака да прави, а сака да постигне, сака да живее убаво. Не може бе ти у една држава сите да пијат моет. Не може бе сите да имаат пари да се дрогират. Не може, се знае кој може да се дрогира, тој што има пари. Не може секој клошар, портир на државна администрација, некоја и он. Каде бе ти, дечки? Ти не. Менталитетот не ни чини. Во Германија Мерцедес, што мислиш, не може оној Ханс што работи Дреар да си купи Мерцедес, него купува Голф. Па он знае дека не му е негова класа. Не можеш бе ти да возиш, не може бе секој Мерцедес да вози. Не може секој. У Јапан кој бил, знае. У Јапан имаш 3 касти. Кога доаѓаат газдите у прва класа што влагаат у воз, сите седат со главите надоле, дека не поминат они да влезат у прва класа, па да влезат шефовите и тие шејгените у втора класа, работниците у трета класа. Бог да чува ти да му влезе радникот у прва класа, на тој самурајот. Па отиде главата. Има ред, се знае кој коси, кој вода носи, кој што прави. Каде сме? Ние сите станавме рамноправни. Сите се знаеме. Не дај Бож да му кажеш. Очи ке ти извади. Он све знае. И сакаме да идеме напред. Не можеме да идеме напред. Сега како можеме тоа да го смениме? Јас немам идеја. А мислам дека и никој нема идеја. Ја мислам треба тука све да се струши од поново да се почне, пошто вака... Ама Филип, види. Не, реално јас сум среќен што се смени времето и да не беше со онлайн офис што може да се прави, јас стварно најверојатно негде ќе бев како што требаше и да идам и да отворам надвор бизнеси и затоа се мучам тука и се мучиме заедно и го постигнувам, пошто сега гледам више големата слика кај што има возможност на млади деца да заработуваат пари и правиш некое движење што тука не постои и придонесуваш за развој на здраво младо општество колку толку. Види. И стварно има можности. Сега овој свич што си има направено задниве година и пол, више овозможи да нема изговор ти дали си од Македонија, од Германија или од кај да си. Претходно да, стварно беше. Не и додека не отвориме надвор фирми, истото беше. Ти со фирма од Македонија ќе продаш негде. Ние немаме систем на да може да платиш, да зимаш пари да наплаќаш, payment процесор немаме кој што треба. А да ги прашаш, не имаме ние, најаки сме у банкиве, има со OTP код, чекаш 5 минути и на крај на чекаут пејџот цената денарите, а тој у евра плаќа. Ама види, многу е нормално. Нашите банки најголемиот профит го прават од тоа што ги купуваат државните обврзници. Него не го интересира да дава во приватен сектор и да го поддржува приватниот сектор. Втора работа, сите инвеститори што имаат пари црни, бели, какви и да се, ги инвестираат на места каде што под нив, под наводници, им се сигурни. Како може еден автобус дневно од Македонија да се иселува квадратот во Дајмонд да стане 3000 квадрата? Која е логиката? Значи, никој го купува. Од кај се тие пари? Па тие се парите што не треба никаде да ги видат. Затоа што дупките се користат, затоа што ти на банката, кога ќе го земеш кредитот, банката, види, банката по закон те проверува од каде ти се парите. Само доколку ги ставиш во банка. Кога ќе земеш кредит од банката и треба да го вратиш, банката не ја интересира од каде ти се парите. Да. Сега размисли убаво. Ние ќе направиме црни 2 милиона и ќе купиме една зграда под кредит. Ќе дајме учество. Учество бели пари од фирмата кои ги имаме 10-20%. Океј. Ќе отидеме во банката, ќе ни дадат кредит. И викаме, сакаме да го отплатиме порано. Еве го куферчето. Не те праша банкарот од кај ти е куферчето. Да. Влага у систем. Куферчето влезе у систем. Бели ли се? Од моментот тој бели ли се парите? Па да бидеме убици платени у цел свет. Ние сме бели, джам.
Од кај ги имаат парите? Купуваа, продаваа станови. Па тоа Види, тоа се... Не, види, мене ми е многу драго што ова вака се смени и ова што го правиме стварно може да допринеси. Више гледам дека си ти независен, што мене ми било најбитно да не си зависен од една економија или од некој систем што е створен да те уништи. Па зависиш од економија, но сега има една друга работа. Револуцијата никогаш не се случува така како што во книгите ја пишат. Не, ама можеш да си шалташ, ако имаш тука проблем. Ама ова е, види, ниедна револуција не се случува преку ноќ. Тоа е фантазија. Револуцијата е па стварна еволуција. Тоа се години на припрема. Ние почнуваме еден систем во кој живи здрави да бидеме двајцата. Не знам, да не му текне на Трамп со оној иранецот да почне да си менјаат пинг-понг топчиња, си бавме мајката тогаш. Ама, пример, не, види, тоа не зависи од нас. Сега мислам дека не. И сега, ние да им дадеме можност, светот оди напред, на тие што сакаат да им дадеме можност, понатака се отвара една апликација, се отвара втора апликација, се отвара трета апликација. Сега ова што го зборевме, ја за тоа сум сега, она како беше, додека спиеме мислиме, додека сме будни работиме. Сега ми е пута 10 тоа, пошто со можностите и со ова ако го направиме соединувањето со ова што го зборевме, за да ја дигнеме апликацијата на дечките на тоа ниво, више ја тука сум растеретен и знам што ќе придонесеме за оваа младина и ќе осмениме целиот систем на функционирање. Ја мислам дека луѓето се од мајка родени и они имаат свое искуство, у тој дел можеме да се мерџираме да не биде се на Ама затоа ти требаат луѓе на твое ниво што може заедно да допринесете да створите нешто што го нема. Минатиот пут ти кажав, остана и снимено, секој со своето јато. Значи си го бара своето јато, бидејќи ти не можеш да разговараш со не можеш да се разбереш. Колку и да е твојата добра намера, он нема да те разберете. Он не греши, него толку му сече, ајде да речеме. Колку и да е навредливо, можеби некој ќе се навреди, ама толку му трча верверичката. Сега, за сите па треба да има секој да биде на своето место оставен, да си го одработи тоа што има, да порасне, па да оди на ниво погоре, па на ниво погоре, па на ниво погоре. Филип, денес да дојде до тука, поминал прво години физички да остаре, втора работа, од првата теретана, па до тука, ти да го поминеш патот што се си работел, ти. Ја не зборам. За тебе сега ќе зборим, но ти си помлад. За мене ако збориме, луѓе, обични луѓе, 4 живота они не направиле никаква промена. Влегол државна администрација, овде му насадиле дрвце, додека не оди у пензија, гледа дрвцето како да му порасне. Него секој ден гледа на ова сега празник, е спојат денови, супер, шефот е на одмори, ја ќе киднам. Тоа нема идеја. Идеја му е дали може колегата да го куцне денес. Тоа му е идеја. И ако го куцна денес дека бил на работа, он не бил, топ. Толку му е идејата. Нешто екстра нема. Сега, што се имаш направено, стај го на една линија, луѓето со кои правевме муабет предвадена, мислам дека е окей, они да го стават на линија, значи да ги ставиме на линија секој до каде стигнал, што се направил, ќе видиш дека они заедно, сите сме ние исти. Јас ќе седнам со 10-50 годишњаци. Ама колку и да звучи, не знам како, ама не сум сигурен дека сите можеме да го правиме истиот муабет. Да си раскажуваме наназад како сме поминале. Па се сведува на кругот на луѓе и да имате иста цел и да се целта мора мрж да направите што се вика, да се споите и обедините за да направите нешто што целта мора да биде иста. Ние на времето кога почнавме, јас памтам дека другарчиња твои се, не знам, доаѓаа, нели? Исто годиште. Они имаат сосема друго искуство и друга сваќање за живот. А ти памтиш на една смешка која уствари премиерот беше крив држава. Сите се криви, само не е крив што не му оди у животот. Иста генерација си ти и тој. Иста генерација сум ја и некој мој другар. Него му е све нешто криво, мене не ми е криво. А може најмногу ќутек сум мислам. Оти ти го бараш начинот како да стигнеш напред, а он го бара изговорот како да се оправда. Да. Истото ти е, секаде. Знаеш, на крајот
пак ја кажам, се смени времето и во ова време немаш од кого да учиш. Немаш ти темплеј да видиш како некој се снашол пред тебе. Мораш сам да го најдеш. Некој после тебе може пак ќе се смени уште побрзо времето и тој нема да знае. И се е толку брзо и динамично со такви промени што ти ако не си учекор заднија 2 недели што се случува, ти излагаш од игри и више не можеш да идеш напред. А од друга страна па тоа е добро зашто сега можностите сега не зависам од Петко за веб страната или од некој друг за апликацијата да ја кодира или некој четврт да ми избори како е најпаметен пошто не знам што продавал и како правил или да ти објаснува, него ги засукаш рукавите и све ти е доколку сакаш, можеш и да научиш и да го направиш и имаш онлайн AI асистенти што го прават тоа што е нереално. Денешно време најдобрата работа што се случи со ова вештачката интелигенција, иако ја не мислам, никад не сум мислел дека е вештачка интелигенција, бидејќи интелигенција да ти даде одговор. Ова е сублимат, пребарувач. Оти светот ти рачуна дека некој го решавал нашиот проблем, он само ќе ни го даде неговото решение, што окей, место ние да го смислуваме, така да, али ајде да речеме вештачка интелигенција. А убавината на вештачката интелигенција во денешно време јас ја гледам само на едно место. Писателот веќе не зависи од писар. Порано зависевме од писари. Значи писател ти ќе ја смислиш, ама тој што пишува ако му е ќе пише, ако не делото нема кој ти го напише. Значи сите тие што од кои ние зависевме до пред година или 2 години беа еднакво на ранкот на дактилографките. Оти во времето во историјата, кога ќе дојдеше некој генерален директор или било кој имаше дактилографка, Маро куцај и она она кажува, он куца, он зима листот ќе излезе, ќе го прешкрта. Време. Ќе го прешкрта листот, Маро прекуца и вака, 5 пати. Во првиот момент кога излезе лаптопот и вордот, веќе секретарките и дактилографките го изгубија функцијата. Кодерите, под наводници, програмери што се вика, кои беа обични писари, он нема идеја, он само треба кодот да го скоцка. Во моментов на АИ-то изгубија функцијата. И сега веќе станува се понезависен. Во превод сега имаме можност, се што ќе ни текне 95% да зависи од нас. Јас за тоа сакам да колку што е можно со повеќе луѓе да се спаеш и да делиш исти идеи, пошто може све што ќе замислиш можеш да го оствариш. Само ти требаат луѓе и тим на луѓе што може да пошто треба да работи некој и да има идејата. За волја на вистината во Македонија има дечки што направија да не се правиме ние најпаметни, ама има и други дечки, други екипи кои направија секој во своето време хектрик, нешто што не постоеше претходно. Овде се уште има паметни луѓе. Има како нема, ја зашто цело време барем кој ти викав из овие двајцава ќе видиш, нели кога се враќав од Бугарија, ти вика, пошто мене ми светна, кога му се јавив му кажав, сватив дека и ето после со станокот. Па делот што нас ни фали, они го имаат, тоа што нив им фали, нас ни е спремно. Па тоа е поентата на тим и соработници. Да. Тоа е тоа. Да. Добро, кога се враќавме од Бугарија, нема да забори, звездите беа наредени со Значи, пак е до универзумот. До универзумот, да.